Добро утро, трет час од утринската програма на вашиот јавен сервис. Се одржуваат четвртите поред денови на медиумска писменост, една многу важна тема за која што од година во година треба се повеќе и се погласно да зборуваме. Годинава под мотото размислува и критички составија целата приказна. Ако поаѓаме од едни од основните постулати токму зошто ни треба медиумска писменост, тоа е отпорност од дезинформации, нешто со кое што мачиме пред се по експанзијата на интернетот, создавање одговорно граѓанство водено од емпатија и да се поттикне критичкото размислување. На тема медиумска писменост и што ќе се случува во рамките на овие четврти поред денови во рамките на медиумската писменост во државата, ово утро одговори бараме од господинот Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во државава. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Почнуваме со, ајде прво, едно основно прашање да го појасниме самиот термин, што всушност опфаќа медиумска писменост. Имаме и медиумска, имаме и писменост. Што опфаќа терминот? Медиумската писменост, како што кажавте вие, е освоsobување на граѓанството критички да ги разгледува информациите кои што во ова модерно технолошко време ги добива на најразлични начини и во многу различна форма и со многу голема брзина. И целата популација, почнувајќи од децата до пензионерите, треба да бидат оспособени да можат да разликуваат што е вистина, што е невистина, односно да бидат отпорни на пропаганда или на дезинформации. Самата медиумска писменост значи представува критичко начин на критичко размислување и критичко примање и разгледување и обработка на информациите. Најдобро е секој наш граѓанин, кога ќе дојде до било каква информација, дали станува збор на социјалните мрежи или во традиционалните медиуми, тоа да го провери барем уште од еден извор, да провери кој ја пласира информацијата, дали зад тие или субјектот кој што ја пласира информацијата има податоци, кој е собственик на тој медиум, каде е уредништвото, кој е авторот на тој текст, бидејќи најчесто дезинформациите се пренесуваат без да се има изворот на таа информација и генерално не само во нашето општество, туку и секаде најголемиот извор на дезинформација или ширење на невистини и пропаганди се врши преку социјалните медиуми, за разлика од традиционалните медиуми, кои што се предмет на регулација на било која држава, но и се далеку посамосвесни во однос на тоа дека не треба да пласираат дезинформации, односно треба да пласираат секогаш проверени информации. Би се согласили ли со мене дека во ова го дадовме и одговорот на моето следно прашање зошто е важна медиумската писменост за сите нас или можеме уште нешто тука да додадеме? Баш дадовме одговор на тоа прашање бидејќи не само што е важна, таа е премногу важна за да можеме да изградиме едно здраво демократско општество, здраво граѓанство кое што ќе може да биде отпорно на дезинформации, лажни вести или да може да правилно да донесува одлуки во било која фаза, дали станува збор во рамките на секојдневното живење, дали станува збор за оценување на функционирањето на државниот систем или да донесуваат вистински одлуки например при спроведувањето на нивното граѓанско право да имаат право на избор за време на било какви избори. Така. Овие се четврти поред денови на медиумска писменост и повторно од година во година се повеќе се одржуваат во една атмосфера кога и за агенцијата верувам голем предизвик е и тоа што го зазема дигиталниот простор, бидејќи живееме во едно дигитално време. Кажавте и вие во претходниот одговор, токму социјалните медиуми, за жал веб просторот се уште во голем дел од светските држави не е регулиран, па тука и се кршат
копијата околу самата медиумска писменост, пред се како таа се сервира на помладите. Јас би сакал само да кажам еден податок од британскиот регулатор. Ова навистина е добар податок кој што може да биде основа за многу други земји. Децата во Британија знаат да разликуваат дезинформација од информација. Која е тука улогата на агенцијата и ете како во рамките на овие денови, ајде да почнеме од најмладите. Младите се учат колку е важна медиумската писменост и колку ја разбираат. Не само за младите, значи една од најважните законски надлежности на агенцијата е да ја промовира медиумската писменост и токму во таа насока во април 2017 година е формирана мрежата на медиумска писменост во која што членуваат медиуми, образовни институции, невладин сектор, институции од образовниот систем, државни и приватни, други државни институции, министерства. Така. И би сакали во оваа прилика да им се заблагодарам на сите овие субјекти кои што оваа година зема активно учество и нивното учество секоја година е се поголемо во рамките на деновите на медиумска писменост. За да не заборавам некој, значи посебно оваа година се заблагодаруваме на Македонскиот институт за медиуми, потоа ИРЕКС, проектот на USAID за медиумска писменост младите размислуваат, Институтот за комуникацијски студии, МОФ, Коалиција Маргини, Фондација Метаморфозис, ПЕНА, потоа Филолошкиот факултет Блаже Коневски, Јавниот сервис, Институтот Маркс Вандерштул, Делегацијата на Европската Унија, Советот за етика во медиумите, Лице в лице, Meta.mk, Portal.mk, Агенцијата за филм Кинат Милениум, Синеплекс, Кинотека на Република Северна Македонија и дистрибутерската куќа Катави. Што се однесува за децата, и оваа година имаме посебен сегмент во делот на деновите на медиумска писменост, ќе имаме имаат можност деца од 6 до 9 одделение да бесплатно да ги гледаат тематските филмови, значи наменети за таа возрастна популација во киното Милениум, Синеплекс и кинотеката. А филмовите се обезбедени од дистрибутерската куќа Катави. Исто така, во овој дел во кој што во кој е вклучена групата за филмскиот дел од мрежата за медиумска писменост, ќе имаме програма која што ќе има возможност лицата со сетилна попреченост во кината Милениум и Синеплекс во период од 23 октомври до 1 ноември и во кинотеката на Република Северна Македонија на 25, 26, 28 и 29 октомври да ќе бидат прикажани бесплатно филмови за оваа категорија на наши сограѓани, со тоа што сакав да истакнам дека билетите треба да бидат резервирани еден ден пред да имаат намера да ги посетат кинота, како се вика, Синеплекс или Милениум или кинотеката на Република Северна Македонија. И исто така сакам да изразам голема благодарност на Агенцијата за филм и работната група за филмска писменост на мрежата за медиумска писменост, кои што го возможија ова, како и на дистрибутерската куќа Катаве. Така. Годинава, токму овие денови на медиумската писменост, дел од активностите ти ги кажавме пред малку, е под мотото размислувај критички, составија целата приказна. Дефинитивно ќе се согласиме, пораките што ги пренесуваат медиумите се важни, но уште поважни да се научи граѓанството критички да размислува и да ги проверува информациите. Што ќе се случува во целиот овој период? Имаме богата програма. Мислам дека ни во една многу подолга емисија е невозможно да ја прочитаме целокупната програма на сите активности за деновите за медиумска писменост. На мрежата на веб страницата mediumskapисменост.mk, денови на медиумска писменост 2022 година, ги имаме се наведени сите активности кои што оние субјекти кои што ги набрајав претходно учествуваат оваа година активно во
деновите на медиумска писменост и граѓанството ќе може да се информира и да присуствува на тие настани кои што се организираат почнувајќи од вчера, заклучно со 1 ноември. И Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги во петок во 12 часот ќе организира посебен настан со тема неодложна пристапност до медиумите за лицата со попреченост. Ние се фокусираме оваа година на тој сегмент, додека останатите учесници во активностите на мрежата за медиумска писменост имаат многу широк спектар на активности, од активности за развој на критичко размислување без стереотипи, преку медиумска писменост до образовани млади генерации ослободени од предрасуди, различности и дезинформации во Западен Балкан, идната генерација во ерата на дезинформациите, технички на новинарско пишување и препознавање дезинформации, како медиумите известуваат за младите на маргините, морална паника и представата за ЛГБТ заедницата во медиумите, какви се медиумските потреби на лицата со попреченост и така натаму. Имаме широк спектар на учесници кои што се квалификувани и стручни во оваа област и разработуваат многу теми кои што се во насока на темата која што е оваа година на УНИЦЕФ на УНЕСКО за медиумска писменост, бидејќи ние се трудиме како недела за медиумска писменост да се поклопиме и да бидеме многу близко до светската недела, светските денови за медиумска писменост. Така, верувам соработувате и со другите агенции пред сете и од Западниот Балкан, бидејќи го спомнавте. Како агенција стоимете со проектите и нивниот одек во јавноста, кога станува збор за медиумска писменост, четврти поред се овие денови, верувам си имате и показатели, си имате и податоци, како од година во година нели сето тоа го восприема граѓанството и дали како граѓани извлекуваме полука од ова што се трудите да го направите и да ни го презентирате, бидејќи да гледам навистина голема агенда и богата програма, сето тоа во наш интерес. Како агенција и како држава, не мислам туку во рамките на поранешна Југославија и на Западен Балкан, и да нема формирано се уште мрежи за медиумска писменост. Во делот на активностите кои што ги презема агенцијата заедно со мрежата за медиумска писменост, сме далеку понапред во однос на другите земји од поранешна Југославија и Западен Балкан. И ова не е сега фалба, туку навистина дури од земји членки на Европска унија, од поранешна Југославија и од Западен Балкан се бараат консултации и стручни мислења од страна на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги во делот на медиумската писменост и на последниот состанок на ЕПРА, Европската платформа на регулаторни тела, што се одржа во Анталија кон средината на октомври, толкому представник на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги имаше презентација на тема медиумска писменост пред представниците на регулаторните тела од цела Европа, а не само од членките на Европската унија. Така да во делот на активностите што ги презема агенцијата, мрежата за медиумска писменост и медиумите, мислам дека имаме добри резултати, но треба повеќе да се работи во делот на образованието, бидејќи целокупната слика за медиумската писменост не се само активностите што ги презема регулаторот и медиумите. Така. Добро, најверојатно тука станува збори за поголема соработка на самите образовни институции, пренесување на нивното искуство едни на други, каде што има такви проекти и најверојатно поголема соработка и со самата агенција да покажат интерес образовните институции. Генерално проблемите во образованието не се од вчера, од самото самостојување на државата. Образованието, за жал, не е на најсоодветното место кое што треба да го има. Тоа го покажуваат и извештаите кои што ги даваат меѓународните институции за каде се наоѓаат нашите образовни институции, односно нашите високообразовни институции, кои што за жал оваа година ги нема ни меѓу првите 2000. И сето тоа се рефлектира и во
квалитетот на кадрите кои што излегуваат од нашиот образовен систем, од високообразовниот систем. И тоа е еден сериозен и комплексен проблем на кој што треба да работи државата, односно извршната власт и законодавната власт, бидејќи без квалитетно образование и без квалитетни кадри, од каде излегуваат нашите млади генерации, кои што се иднината на секоја држава, не може да очекуваме дека ќе имаме напредок во општеството во било кој сегмент, а секако и во делот на медиумската писменост, бидејќи младите треба уште од најмали нозе да се усовршуваат и образуваат, да знаат да разликуваат вистина од невистина, вистина од пропаганда или да бидат отпорни на разни дезинформации на кои што се изложени не само граѓаните на нашата држава, туку генерално општеството преку напливот на огромен број на социјални мрежи, кои што од една страна се секако придонес во развојот на демократијата и брзо пренесување на информациите, но од друга страна представуваат и голема опасност за пренесување на дезинформации од соодветни економски или политички центри на моќ, кои што преку тие дезинформации сака да постигнат секако одредени цели. Така. Да, сигурно предизвиците со оглед на дигитализацијата и во иднина ќе бидат уште големи, но да бидеме сепак позитивни кон овие проекти, веруваме дека ете нивното реализирање, нивното спроведување како вакви, например, денови на медиумска писменост, сепак ќе допрат до најголем дел од граѓанството, бидејќи на крајот на денот се ова што го зборуваме изминативе 15 минути од нивни интерес, од интерес на граѓаните. Колку сме повеќе медиумски писмени, толку подобро за нас самите, колку повеќе ги разпознаваме информациите. Неделата на медиумска писменост, која што се одржува оваа година по 4-ти пат, е само еден сублимат на активности кои што се организираат во текот на овие 4, 5, 6 дена, колку што траат деновите на медиумска писменост, но агенцијата и членките на мрежата на медиумска писменост имаат сериозни активности во текот на целата година и искрено сум многу среќен што се поголем број на субјекти кои што имаат било каква допирна точка со медиумската писменост се вклучуваат во мрежата за медиумска писменост и не се вклучуваат само да бидат број или член на мрежата, туку активно учествуваат со реализација на различни проекти, сериозно допринесуваат на подигнувањето на нивото на медиумската писменост. Имено тоа го покажува и агендата што имаме оваа година за деновите на медиумска писменост и се надевам дека активностите ќе бидат уште позасилени во наредните години, бидејќи општеството ја сваќа сериозно, многу сериозно, го сваќа значењето на медиумската писменост. Медиумска писменост.мк, каде што има целата агенда и целата програма. Да подсетиме уште еднаш, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата.